почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, велат блокирала опозицијата. Велат дека ВМРО ДПМН е виновно за се, а гледаме дека повеќе од 2 месеци ова собрание не може да одржи седница на која што ќе се разгледуваат закони кои што се во корист на граѓаните. Факт е дека немаат 61 пратеник и во меѓувреме трае пазарот на преговори и договори за да се формира нова Пазар 3 крими коалиција, која што ќе треба да го продолжи рокот на траење на оваа неспособна влада и влада која што нема да донесе ништо ново за граѓаните на Република Македонија. Факт е дека обидите траат, не знам дали се успешни или неуспешни, ама во меѓувреме имаме се поголема криза, се поголема сиромаштија, се повеќе фирми ни затвораат и за жал работите не одат на добро. И како и да е, додека траат преговорите, не ги интересира, односно се прават слепи на сите кризи кои што се во државата. Па имаме криза со енергетиката, имаме здравствена криза, имаме економска криза, имаме енергетска криза, но тоа сега се трга на страна, се додека не се формира каква таква влада, какво такво мнозинство, кое што нема врска ниту со идеологија, нити со програми, нити со интересите на граѓаните. И еве денеска кога свикаа седница, го погледнавме дневниот ред и ќе видиме дека повторно се работи за нов кредит, задолжување од 25 милиони евра, овој пат за ревитализација на хидроенергетските централи во собственост на АД ЕСАМ. И во ред е да се ревитализира, да се работи, да се реконструира, но прашањето е колку и како овие пари завршуваат на вистинското место, односно дали овие пари кои што ќе ги плаќаме сите ние и нашите деца и генерации во иднина ќе бидат насочени во вистински проекти. Факт е дека кога ќе се погледнат ревизорските извештаи, има мноштво на забелешки во однос на тоа како се одвива задолжувањето на субјектите во јавен сектор, особено на степенот на искористеност на кредити, заеми, платени и сторени трошоци. Забелешките се јавни и сите можат да ги видат. Се работи, се вели во ревизорскиот извештај, за отсуство од национална методологија. Значи, нема јасни приоритети и стратешко планирање. Понатаму, во системот за управување со јавни инвестиции се вели дека отсуствува посебна регулатива за реализација на јавните институции и критериуми за избор на проекти. Се работи од ден за ден без да се има стратегија и тоа на крајот доведува до последици по реализација на проектите. Понатаму, се вели дека недостасува ефикасен систем за мониторинг и надзор над проектите со процедури, надлежни институции и не се воспоставени индикатори за следење на проектите, поради што за дел од проектите ненавремено се преземаат корективни мерки за намалување на ризиците. Понатаму се утврдуваат недостатоци во техничките решенија со проектната документација што значително влијае на крајните рокови за завршување на работите, како и на вредноста на проектите. Тоа значи дека сето ова одолжување на реализација на проектите значи плаќање на нови пари, нови пенали, провизии и сето тоа на крајот се префрла во зголемување на јавниот долг на државата и во намалениот раст на бруто домашниот производ. Значи, постои целосен хаос во системот, некоординираност поради кои проектите не се реализираат. Едноставно не се способни да реализираат инфраструктурни проекти, а тоа може да се види и секоја година кога ги обработуваме финансиските документи кои што покажуваат со кој ниво на реализација на капитални инвестиции е оваа влада, а таа е убедливо најниска во регионот. Понатаму во ревизијата се утврдува дека проектите, особено во патната и железничката инфраструктура, се со катастрофална динамика на реализација, во просек од 1% на месечно ниво за периодот 2019-2020 година. Така да ова само по себе покажува колку се работи и колку оваа влада е способна да реализира проекти. Понатаму, она што можеби и народот најмногу го интересира, тоа се каде одат парите кои што добрите даночни плаќачи си го плаќаат својот данок, за тоа се плаќаат еднократни провизии,
се плаќаат камати за повлечени средства и провизии за неповлечени средства. Само за периодот од кој што била извршена ревизијата, потрошени се 58 милиони евра токму за вакви трошоци. И токму се работи сега за нов кредит, нов заем, кој што ќе треба да го искористи ЕЛЕМ, токму ЕЛЕМ и МЕПСО, кои што беа оставени во рентабилна состојба од страна на претходната власт и која што требаше само да се продолжи со добар менеджмент, за да немаме толку големи проблеми во набавката и производството на електрична енергија. Но сепак, за жал, успеа да се разруши овој енергетски сектор за толку краток период, па гледаме и слушаме како стотици милиони евра се одделуваат од буџетот на државата само да се подпомогне работењето на ЕЛЕМ, а сите знаеме и слушаме како овие пари завршуваат по матни тендери, по договори во 4 очи, на кои што никој не им го знае крајот. Аферите се секојдневни, ги има по медиумите. Сметам дека треба да дојде денот кога ќе се отворат сите овие афери и ќе се провери каде точно се отидени парите на граѓаните. Оваа неспособност се осликува во задолжувањето на Република Македонија. 7,8 милиарди евра е долгот на државата. Во 2023 година се проектира дека јавниот долг ќе достигне 8,5 милиарди евра, што е историски највисок долг и катастрофа во работењето на оваа влада. 1,6 милиарди евра се предвидува ново задолжување само во 2023 година. За 5 години оваа влада го задолжи македонскиот народ за околу 4 милиарди евра. Парите се трошат, народот живее се потешко, а гледаме дека резултати нема. Факт е дека нема ефективни политики и долгорочна ефективна стратегија. Едноставно ги губиме битките на економскиот пазар. Имаме висок раст на инфлацијата, највисок во регионот, дупло повисока инфлација од еврозоната, имаме најмал раст на бруто домашниот производ и ова е показател дека имаме загрижувачка состојба во економијата. Ги губиме младите, ги губиме работоспособните, не опаѓа продуктивноста, нема инвестиции во технологијата и дигитализацијата, индустријата ни пропаѓа. Не се отвараат нови фабрики и остануваат само лажните најави, спектакуларни со фрлање по некоја лопата во индустриските зони, како што беше фрлена онаа лопата во Тирзот, во Тетово, каде што беше најавено пред околу 4-5 месеци дека ќе започне со работа фабриката за производство на електрични автомобили. Можете да поминете и слободно да ми бидете гости во Тирзот, да видите дека нема ништо освен една дупка како што сте и вие, господа од владата. Но кога се работи за криминалот и за корупцијата, тука сте шампиони. Токму сите што се подпишани на овие документи, почнувајќи од првиот човек на владата Ковачевски, понатаму вице-премиерот за ништо господинот Артан Груби и овој Ковачевски, сите тие добро си профитираа од своите приватни бизниси. Па така ќе слушнеме дека Ковачевски успеал преку неговиот кум со Pixel Group да обезбеди финансиска поддршка од државата, додека другата компанија Квазер успеала да добие 30 тендери од општини јавни предпријатија во вредност од 1,5 милиони евра. Фирмата била основана 5 месеци откако Социјалдемократскиот сојуз е дојден на власт. Неговата сопругата на премиерот, исто така влезе во уносен бизнис од кој што сега слушаме дека ќе инвестира 1,4 милиони евра за производство на фотоволтаици. Понатаму слушнавме дека братот на господинот Артан Груби исто така си купил локал на улица Македонија во вредност од 500.000 евра. И така, почитувани, додека ние тука говориме за задолжување и додека индустријата пропаѓаат семејните фирми и бизниси, нема работа за работоспособното население, гледаме дека бизнисите и тендерите на највисокиот ешалон во власта си работи безпрекорно како едно перпетум мобиле. Но се надевам дека и на ова ќе дојде крај, ќе дојде денот и тоа многу побрзо од колку што очекувате на предвремени парламентарни избори, на кои што ќе имаме можност сите заедно со нашиот глас да ја казниме оваа
Крими, Пазар 3 коалиция. Благодарам.